Пред точно 27 години, со желба да се шири љубовта кон пишаниот збор, на 7 јули се формираше книжевниот центар Антолог. На неколку дена пред овој значаен датум, кога сите од издавачката куќа возбудено се подготвува да ги представат своите новитети по повод роденденот. Во магазинот на издавачката куќа се случи кошмар. Страшното невреме во Скопје предизвика голема поплава во самиот магазин, а тоа на издавачката куќа предизвика огромна материјална штета. Таа материјална штета се мери во неколку илјадници, односно неколку стотина илјади евра, кое што допарва ќе ја санираме. Она што е зрак надеж, зрак светлина во целата оваа приказна, секако дека се знаците на поддршка и енергијата која што ни пристигна од различни страни, од наши пријатели, од луѓе што не ги познаваме, од некои институции, од приватни компании, секој на различен начин се обиде да ни ја намали болката или да понуди барем подадена рака. И како што може да видите сега денес, некои 10-15 дена после немилиот настан, речиси во првобитна состојба е донесен најголемиот дел од просторот. Затоа се заслужни сите вредни раце кои што овдека се вклучија во расчистување прво на испумпување на водата, потоа расчистување на она што се претвори во некој книжевен шут. Се уште некако имам задршка да го кажам сето тоа, бидејќи за мене книгата секогаш значи нешто што има голема символична и духовна вредност. Јас бев на работно место, втора смена бев, односно прва смена бев во книжарница кога се јави Жарко и понавика добар ден Жаре, и па баш и не е добар ден. Дено што се случи, поплава, и сега кога ми спомна поплава, јас очекував глуждови, максимум вода до колена. Му се јавив на сопругот, негова беше идејата да одиме на лице место, да видиме што можеме да му помогнеме на Жарко и на Вале. Меѓутоа, кога отидовме, апсолутно ништо не можевме да направиме, затоа што прво тој ден се случи тотален колапс на градот. Од тука до Киселоводо патувавме час и половина. Кога стигнавме, стварно беше сликата траорна, затоа што веќе го имаме еднаш поминато ова 2016-та Стајковци поплавата кога беше, меѓутоа сега бев од другата страна. Јас бев таа што немоќно ги гледа луѓето како не можам никако да им помогнам. Единствено што можевме да направиме во тој момент е да вртиме, да побараме цистерна за водата да ја ишмука, поддршка да им дадеме некако на Жарко и на Вале, дека ќе биде подобро. Така, тоа беше тоа во тој момент. Штетата што големата поплава ја остави за Антолог е огромна, но од исклучително значење е во овој момент да се помогне. Иако магазинскиот простор денес е исчистен, сепак предпријатието остана без голем број на книги кои беа подготвени за продажба. Книги кои за жал веќе сега се премногу оштетени. Затоа од исклучително значење е на било кој начин, без разлика дали со донации до издавачката куќа или со читање и купување на нивните изданија, да се даде потребната поддршка. Она што секогаш алудирав, еве и најконкретно пред вашиот микрофон и вашата телевизија, е луѓето да не го заборават Антолог. Дали таа форма ќе дојде преку посета на настаните што ги организираме, книжевни фестивали, книжевни промоции, дали ќе дојде преку купување книги, преку посета на нашите саемски активности, дали ќе дојде со некакви финансиски донации кои што исто така ги имаше во одредена степен следниот период, дали ќе дојде со следење на нашите социјални медиуми и со едноставно позитивна поддршка на сето тоа што како содржини и активности го правиме на социјалните медиуми. Ваквото го оставаме буквално на читателите, на оние луѓе кои што ја сакаат книгата и сакаат да направат некаков добар гест. Секаква позитивна енергија влијае. Книгите се столбот на една култура и нација. Кога книгите се уништени, изгорени или поплавени, значи дека една култура се уништува и оди во неповрат. Сликите кои ги гледавме од магазинот на Антолог пред 2 недели ја потресоа целата јавност. Затоа на нас е редот да помогнеме, да читаме и говориме за книгите, да бидеме гласот кој ќе помогне книгите да бидат на она место каде што навистина треба да бидат, на полиците во домашните и националните библиотеки.